Ана Чоловиќ-Лешовска е биолог и еколошки активист. 2010 година била поканета од Европската банка за обнова и развој да го каже своето мислење за нивниот проект – хидроелектраната Бошков мост, која требало да се гради во Националниот парк Маврово. На состанокот јас го кажав моето мислење дека било каков инфраструктурен проект кој не е во функција на заштита на природата, како што е хидроелектраната, не би требало да биде изградена во Национален парк. За Ана и незините соборци од еколошките здруженија Екосвест, Македонското еколошко друштво и Фронт 2142 следувало уште едно непријатно изненадување, кое силно ќе ги мотивира да влезат во повеќе годишна борба со силни меѓународни финансиски организации, но и македонските институции, со главна цел да ја заштитат природата и живеалиштето на загрозениот балкански рис. Ова се луѓето што не чекаат решенија, туку ги бараат. Не креваат раце, туку ги засукуваат ракавите. Познати им се и пречките и неуспесите, и тешките услови. Се борат со бирократски лавиринти, недоречени закони, партиски притисоци, приватни интереси. И не се откажуваат. Тие се носители на промени. Според Меѓународната унија за заштита на природата, Националниот парк Маврово е категорија 2 и во него треба да се промовираат единствено активности кои одат во прилог на заштитата на животната средина и живеалиштата на дивиот свет. Покрај Бошков мост во Маврово требало да се гради акумулацијата Луково поле и малата хидроелектрана Црн камен. Изградбата на хидроелектрани, далноводи и друг вид инфраструктура не се посакувани активности во националните паркови. Се сеќавам на моментот кога ја слушнав информацијата дека првите истражувања на Македонското еколошко друштво во делот на програмата за закрепнување на балканскиот рис доаѓаат токму од регионот на Тресонче и Селце, значи на регионот каде што требаше да се гради Бошков мост, и потврдуваат на некој начин дека тоа е живеалиштето на критично загрозениот балкански рис. И за мене тој момент беше клучниот во кој се поврзав буквално со таа борба. Финансиер на проектот Бошков мост требало да биде Европската банка за обнова и развој. Познавајќи ga процедурата, Ана поднесува жалба веднаш штом банката го одобрува проектот за финансирање, тврдејќи дека ЕБОР ги прекршува сопствените процедури затоа што финансира проект кој е во конфликт со заштитата на дивиот свет. Колебање или страф од големината на ваквите институции нас не ни беше предизвик на некој начин, бидејќи имавме претходно искуство со начините на кои функционираат. Знаевме дека тие се базираат како институции на меѓународни стандарди, истите мораат да ги почитуваат. Оваа конвенција е ратификувана од страна на Македонија и е конвенција која го штити дивиот свет и живеалишта кои се од европско значење. Во рамки на оваа конвенција ние имаме обврска да воспоставиме заштитени подрачја кои се водат како Емералд мрежа. Во декември 2015 година се донесе препорака од страна на Бернската конвенција владата на Република Македонија да ги суспендира хидроенергетските проекти во Националниот парк Маврово и исто така препорача до меѓународните финансиски институции да ја преиспитаат својата одлука на политички коректен начин кажано, да ја преиспитаат својата одлука во однос на финансирањето на хидроенергетските проекти во Маврово. Покрај убедувањето на моќните финансиски институции, македонските еколози алармирале и домашната и меѓународната научна јавност.
119 научници од целиот свет се потпишале на петицијата за напуштање на хидроенергетските проекти во Маврово. Околу 100.000 потписи се собрани и на петицијата за зачувување на популацијата на Балканскиот рис. За директорите од бордот на Европската банка за обнова и развој, македонските еколози подготвиле и убав креативен подарок – кутивчиња со 5 денарки, од чија опачина ги гледаат очите токму на Балканскиот рис. Им ги поделивме и ги прашавме дали природата има цена. Зашто треба да се замислат дека понекогаш било какви економски проекти, било какви инфраструктурни проекти за развој и раст на нашата економија не можат да надоместат загуба на толку, да кажам, значаен див свет што ние го имаме. А Македонија е држава која може да се пофали со многу висок биодиверзитет, но тоа нема да успееме да си го зачуваме доколку дозволуваме изградба на инфраструктура буквално секаде на нашата територија. Во борбата против изградбата на хидроцентралите во Маврово се вклучил и самиот балкански рис. Поточно мали рисчиња кукли во плишена форма кои протестирале на состанокот на Бернската конвенција. Имавме една група од 8 рисчиња кои протестираа со транспаренти на самиот состанок, ги наредивме, ни дадоа дозвола да ги наредиме и беа атракција таму, бидејќи сите делегати доаѓаа да се сликаат со рисовите. Имаше една многу интересна делегација на Луксембург, државата, која дојде и се прекрсти во тој период како Линксембург, значи Линкс рис. И беше многу интересно, бидејќи сите тие, иако беа државни службеници, доаѓа и не поддржуваа во нашите напори да го зачуваме Маврово. За својата посветеност за спас на балканскиот рис, Ана во април оваа година ја доби престижната награда за животна средина Голдман, подобро позната како Зелениот Нобел. Наградата се доделува на еколошки активисти од 6 региони во целиот свет. Признание на добитниците им оддаде и реномираниот дневен весник New York Times, објавувајќи на цела страна фотографии на 6 добитници и нивна куса биографија. За жал во Македонија се планираат многу мали хидроелектрани. Самиот назив мали не значи дека влијанието им е мало. Можеби малку електрична енергија произведуваат, но дополнително прават голема штета врз екосистемите, особено ако се постават во заштитени подрачја со висок степен на биодиверзитет. И тука е всушност сега борбата.